Денеска православната црква ги празнува светиот праведен и многустрадален Јов и светиот Варвар разбойник. Светиот праведен и многустрадален Јов. Јов бил потомок на Исаава, внукот Авраамов, живеел во Арабија околу 2000 година пред Христа. Татко му се викал Зерет, а мајка му во Сора. Неговото пак полно име било Јовав. Тој бил човек чесен и богобојазлив и мошне богат. Но во 79-та година на неговиот живот, Бог допуштил на него тешки искушенија преку сатаната, како што е се подробно опишано во книгата Јов. Во еден ден Јов го изгубил целиот свој огромен имот и своите синови и ќерките. Потоа на него нападнала тешка болест од која целото тело му се покрило со рани од темето до стапалата. И Јов лежал на ѓубриштето надвор од градот и со парче керамитка го истискувал гнојот од своите рани. Но Јов не се спротивставувал на Бога, туку стрпливо ги поднесол сите маки до крај. Затоа Бог му го повратил здравието и му дал богатство многу поголемо отколку што имал претходно. И пак му се родиле 7 синови и 3 ќерки, колку што имал и претходно. И Јов поживеал се на се 248 години, славејќи го и фалејќи го Бога. Јов се смета за пример на трпеливо поднесување на секое страдание, што Бог ни го испраќа на нас и праобраз на страдалниот Господ Исус. Спаси
i prisno Devi Mariji, nepreložnovo čeloveći visja, raspnisjaže Hriste Bože, smrtiju smrt popravi, edin si sjatija Trojici, sproslavljajem i Otcu i Sjatomu Duhu, spasi Светиот Варвар разбойник. После многу злосторства се покајал и се осудил самиот себе. Прво 3 години да оди четвороножно и да јаде со кучињата, и второ 12 години да живее во шума, без облека, без покрив и без никаква храна, освен со трева и со лисја. Добил известие од ангел дека гревовите му се опростени. Едни трговци патувале низ шумата, па видувајќи го оддалеку Варвара помислиле дека е ѕвер, а не човек. Ги затегнале стрелите и го застрелале. Умирајќи, тој ги замолил да му јават на блискиот свештеник за него. Свештеникот дошол и честно го погребал. Но од неговото тело потекло целебно миро, што им ги исцелувало разните болести и маки на луѓето. Dostojno est Jakovo istinu, blažiti tja Bogorodicu, prisno blaženuju i prene Serafim, bez istla